Не гледаме ние загрозеност од таа така наречена платформа за македонскиот јазик и неговата употреба, вели претседателот на МАНУ академик Таки Фити. Во интервју за Фактор 24 академик Фити на прашањето дали албанската платформа за него е прифатлива, тој во име на МАНУ даде одговор дека не гледа загрозеност на македонскиот јазик во платформата, иако во првата точка на декларацијата на албанците се бара македонскиот јазик да не биде единствен официјален јазик во Македонија. Не гледаме ние загрозеност од таа така наречена платформа на македонскиот јазик, на употребата на македонскиот јазик и така натаму. МАНУ нема што за тој тип на загрозеност да разговара, прво затоа што навистина мислиме дека не може така да се загрози еден јазик. Наспроти тврдењата на првиот човек на МАНУ дека нема ништо спорно во тиранската платформа, многу академици излегоа со став дека МАНУ треба во целост да ја осуди и отфрли декларацијата на албанците. На последната седница на МАНУ, на која тема на расправа беше и тиранската платформа, академик Милан Ѓурчинов истакна дека платформата во овој момент е недопустливо да се лансира, бидејќи како што рече е запаллива и може да предизвика несовладлив оган. Академик Витомир Митевски смета дека државниот статус на македонскиот јазик во својата матична земја не смее да биде загрозен во ниту еден поглед. Прв од академиците кој предупреди на националистичките тенденции во декларацијата на албанците беше академик Митко Маџунков, кој смета дека платформата ги повредува чувствата на македонците. За него сите точки во неа се неприфатливи и представува акт за формирање на голема Албанија, кој треба да биде отфрлен од МАНУ. Формата е акт кој веднаш и безрезервно треба да биде отфрлен од страна на МАНУ како националистички и редентистички акт во кој се чувствува експазионистичкиот карактер на Призренската лига. Народот е на нозе. МАНУ има историска обврска да застане во одбрана на националните интереси. За сега МАНУ нема излезено со официјален став во врска со тиранската платформа. До сега МАНУ се произнесе со само едно соопштение во кое побара политичките лидери да преземат одговорност за излез од кризата и повика да се смират тензиите во општеството.